Симона Јовеска е уште еден дел од приказната, односно успешната приказна за самовработување. Денеска се наоѓаме во незината компанија, каде што ќе поразговараме повеќе за сите овие активности кои што таа ги презема во изминативе години. Симона, ти благодарам што прифати да бидеш дел од утринската програма на Мега телевизија. Задоволството е само мое. Кажи ми најнапред, како се случи Лотус? Лотус се случи така што, исто како и сите, поголем дел од останатите млади луѓе во Македонија, дипломирав, магистрирав и не знаев што понатаму со себе си. Имав некои одредени потешкоти во пронаоѓање соодветна работа за мене, особено со оглед на ситуацијата, па затоа решив да ризикувам, да започнам свој бизнис и да започнам нешто во кое што ќе се пронајдам себе си. Што е Лотус всушност? Што е она како услуга што го нуди Лотус, која што споменавме постои веќе 5 години? Лотус е центар за едукација и консултации. Всушност опфаќа изучување на странски јазици, подготовка на деца за школска програма. Исто така опфаќа и преводи, разни консултации, односно изработка на елаборати и консултации општо од секаков вид. Кажи ми, Лотус е компанија која што ти успеа да ја финансираш, да ја основаш преку Агенцијата за вработување и преку програмите кои што се нели за самовработување. Нешто што започна од поодамна, меѓутоа младите се уште се скептични кога станува збор за одлуката дека сам свој газда не е толку лошо. Најлошото што може да се случи е да не успеш во нештото. Тоа беше и помислата кога ризикував и кога аплицирав за тие неповратни средства. Секако дека се надевав дека ќе успеам. И се уште се надевам дека и покрај тоа што фирмата постои 5 години ќе продолжи да постои во наредните 5 години, ќе продолжиме да растиме и да се зголемуваме. Но сепак постои она мало делче на скептицизам, тоест страв кој што те спречува. И јас би ги поттикнала сите кои што имаат одредена идеја да пробаат да ја реализираат. Зошто токму Лотус? Што значи името на... Мислам дека е врзано со нешто, сепак не е туку така ставено Лотус. Сите ја знаеме идејата на цветот лотус која што ја има во будизамот, односно тој представува мир и спокој. Но исто така зборот лотус со две о на естонски значи надеж. Значи тоа е нешто те мотивираш. Да. Кажи ми, во изминативе 5 години колку што постои Лотус, си се соочила ли со проблеми од типот на сега е моментот каде што можеби ќе паднам, можеби нема да успеам, нешто што не одело толку глатко, така да се изразам? Па отприлика секој месец кога доаѓа време за плаќање на сметките. Да не бидам толку песимистична. Се разбира, имало моменти кога било добро, има моменти кога е лошо. Кога не до тој степен да се чувствувам загрозена дека наскоро ќе морам да затворам, но сепак знаеме во каква општество живееме, знаеме во какви услови живееме, знаеме дека е страшно. Кога почнував со фирмата ми кажаа дека нема да биде лесно, ама никој не ми кажа колку тешко навистина ќе биде. Так, Симона, ќе споменам еден момент кој што последно владата го актуализираше како една од мерките за самовработување или за компаниите кои што ќе вработат лице со одреден инвалидитет, така да се изразам, дека ќе добие субвенции. Ти си лице кој што имаш потешкоти со нормалното функционирање кога станува збор нели за движењето во просторот, не со останатите работи. Како ги оценуваш ваквите мерки? Сметаш ли дека тоа на лицата кои што имаат одредени проблеми ќе им олесни, ќе им ја врати самодовербата, бидејќи знаеме дека многу често, барем јас сум се соочила со луѓе кои што имаат така некој телесен инвалидитет, сметаат дека готово светот тука завршува. Овие мерки во целост ги поддржувам. Мислам дека се позитивен чекор, мислам дека се токму она кое што требаше за нашето општество да тргне напред. Иако и претходно имаше одредени мерки, сепак тие не беа доволно применети и не беа засегнати за секого. Не се однесуваа на секого. И мислам дека токму ова е она што ќе ги поттикне и обичните работодавачи кои што досега немале вработено лице со овие пречки, со овие посебни потреби, да вработат.
Финансискиот дел е само мал стимул кој што работодавачите ќе го добијат за да ја видат вредноста на овие категории на граѓани. Да видат дека и тие можат да бидат дел од нивната работна организација, дека и тие можат да придонесат на позитивен начин. Ти си еден не само позитивен пример за лицата кои што имаат некои посебни потреби, меѓутоа, сметаш ли дека, еве конкретно на ниво на Битола ќе зборувам, каква е стигматизацијата кога станува збор за лица со посебни потреби? Имаат ли можеби битолчани некое ниво на размислување и однос кон ваквите лица или можеби оние табуа кои што воопшто не би требало да постојат? Секогаш има луѓе кои што нема да го прифатат фактот дека постојат и поинакви од нив. Во Битола, особено, ситуацијата е далеку подобра сега, отколку во времето кога јас бев дете, кога прв пат зедов као личка, можда едноставно се навикнаа да ме гледаат мене низ улици. Но во секој случај, јас сум воспитана на тој начин да не обрнувам внимание на табуата и да не дозволам тие да влијаат на мене. Може ли ова да биде како еден совет за сите останати лица? Дефинитивно. Игнорирајте ги лошите погледи и само посветете се на себе си. Кога станува збор, повторно ќе се навратам на компанијата. Дали имаше момент кога покрај стравот за преземањето на ризикот, дали оваа компанија ќе успее, се роди во тебе чувство дека можеби евентуалната или во наводници речено неуспешност на Лотус би се должела на тоа што носителот на фирмата е лице кое што е во количка. Со оглед на фактот дека главна преокупација ни е работа со деца, овој страв беше многу голем. Пред се беше и помислата како родителите ќе се чувствуваат да нивните деца посетуваат настава во овој центар. Како нивните деца ќе се соочат со мене. И на моje големо изненадување испадна дека битолчани имаат големо разбирање и дека има многу родители кои што едноставно немаат предрасуди и да ги праќаат нивните деца тука и ми дозволуваат да го направам најдоброто од себе си за да ги научам нивните деца. Значи ли ова дополнителен стимул за развој на Лотус? Дефинитивно да. Кои се идните планови на Лотус? Идните планови сега во овој момент работиме и на проект за бесплатни обуки за ранливи категории на граѓани. Тоа е нешто што ќе трае во наредните 2,5 месеци. Тоа е проект кој што е во реализација заедно со Самурај клуб од Битола, а е финансиски поддржан од Австралиската амбасада. И се работи за бесплатни обуки за англиски јазик, компјутерски вештини, канцелариско работење, подготовка на мотивационо писмо, CV, интервју за работа, сето тоа наменето за ранливи категории на граѓани. Кога сме кај овој проект и самиот Лотус, можеш ли да ми кажеш колку вработени сте тука во овој центар и дали можеби планирате и понатаму да се шири Лотус, да добива поголем број на вработени? Во овој момент сега сме 3 вработени, иако сме биле и повеќе, 3 официјално вработени, како хонорарци имаме и други личности, кои што идат по потреба за одредени задачи. Така, значи ли ова дека можеби во иднина и просторот, и компанијата, и вработувањата, посебно со овој нов проект или најавата, бидејќи нудите голем број на услуги, значи тука е едукацијата, тука е консалтингот, тука се и другите работи, тоа бара макотрпна работа и верувам дека неопходно е некогаш и човечки ресурси од повеќе. Точно така. Па во 2011 започнав со една канцеларија и една вработена, а сега имам 3 канцеларии и 3 вработени. Така да 3 официјално вработени. Така да секогаш има место за движење нанапред. Се надевам дека Лотус нема тука да застане, дека нема да стагнира тука, дека секој нареден ден, односно секоја нова учебна година ќе се зголемуваат нашите капацитети и нашите ресурси. Кога се соочи со моментот дека вработувањето е тешко за секого денеска, не само кога станува збор нели за луѓето кои што имаат посебни потреби, имаше ли идеја
дека дали Лотос, така да се изразам, постоеше во твојата глава многу одамна, дали имаше зацртано план што е на што точно сакаш да го работиш и дека ќе го реализираш. Или може би идејата се роди од како ги врвеше тие обуки во агенцијата за вработување кои што знаеме нели пред одредени аплицирање на мерки подлежат кон бизнис планови, кон предлог проекти, па обуката која што следува. Во моментот кога аплицирав, едукативен центар всушност беше нешто како импулсивен шопинг, морам да си признам. Не беше идеја која што долго се развиваше во мене. Дефинитивно не е она која што го учев, која што го студирав, но е она во која што се пронајдов себе си. Уште додека студирав имав среќа да еден од моите професори ги забележи моите способности и да започнам хонорарно да работам за него. Тоа беше она што ми даде мотивација дека навистина јас сум во можност да прифатам одредени обврски и да ја сработам дадената задача успешно. Всушност и немав точна представа што точно ќе работам. Буквално сакав само да отворам нешто што ќе биде мое. Ја имав првичната идеја, но ми помогна и оние обуки во агенција за вработување. Ми помогна и бизнис советите од нивните стручни лица, за да на крај го добијам овој финален резултат. Дали во овие 5 години имаше период кога од месец во месец или од тромесечие во тромесечие на работењето на центарот се раѓаа нови идеи кои што требаше да бидат имплементирани и Лотос да се развие во она што е сега и она што допрва нели ќе се развива? Се разбира, така и започна и подготовката по останатите предмети, тоест помошта на децата на училиште и спремањето по математика. На почеток бевме само Центар за странски јазици. Но покасно нашите ученици кои што идеа на англиски самите побараја да се зголеми обемот на работа. Самите ми побараја помош за другите предмети. Така да секој ден дефинитивно се раѓаат нови идеи. Симона, јас ти благодарам за разговорот што денеска го имаше со мене. Дали може би имаш препорака за сите идни млади луѓе кои што не знаат што со себе после нели образованието и кога станува збор нели за вработувањето? Па би им советувала на сите да го пробаат она што сакаат да го работат, па дури ако не се сигурни дека тоа е она што го сакаат, да ризикуваат, да бидат храбри и едноставно да не се откажуваат во постигнување на своите цели. Ти благодарам уште еднаш. И благодарам вас. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме со утринската програма Деница на Мега телевизија.